Добре дојде за Зоја Богзалковска, режисерка, професорка на ФДУ. Повод за вашето отворено писмо на социјалната мрежа Facebook е всушност се резултатите на конкурсот за годишната програма за проекти од национален интерес за културата. Подвлекувам национален интерес за културата, заради тоа што и не само вие, десетици уметници и директори, уметнички директори, менаџери реагираа прилично, се зовреа страстите. И сега, за вас не говориме, иако на почетокот говорите како сте скромна, а тоа значи будала да се биде кога се аплицира само со еден проект. Генерално, проблемот со распределувањето на парите, на финансиските средства од Министерството за култура, каде го гледате? Во вашето писмо се вели дека е апсолутно станува збор за партизација. Па да, тоа навистина... На партиска основа всушност се распределувани парите, како и се што функционира во оваа држава. Знаете како многу е кревко прашањето, многу е деликатно, затоа што повеќе индикатори има кои што говорат за нерамноправна, неисправна распределба на средствата и што е најважно од се повторно проблемот на кој што се наметнува, од кој што произлегува дека самите дејци во културата не одлучуваат на крајот за средствата кои што ги добиваат и за програмите кои што ги осмислувале. Богзалковска има комисии. Тие комисии се луѓе кои се компетентни во културата, во уметноста. Вака сега, пред повеќе време, кога се изготвуваше, и се спомена исто на социјалните мрежи, кога се изготвуваше стратегијата, националната стратегија во културата од 2018 до 2022 година, во повеќе наврати го изложив тоа, дека сметам дека навистина треба да се одобруваат програми, а не проекти. Значи, ќе зборувам само за театарскиот дел, затоа што таму имам најмногу увид. Нека не ми замерат останатите, нека зборуваат останатите за издавачка, за ликовна или за музичка дејност. Националната стратегија, според вас, треба да има визија. Се разбира и секој оној кој што раководи одредена куќа треба да има пренесена одговорност. Значи, како што има одговорност премиерот, како што има одговорност министерот за култура, така и назначениот директор мора да има собствена одговорност, почнувајќи од тоа како ги структурира работите внатре во куќата, па се до одредувањето на програмите и понатамошно нивно реализирање. Во таа смисла јас како го замислував тоа и како напати сугерирав. Дека да речеме дека, на пример, на Драмскиот театар сега му се даваат, така одлучило Министерство, дека толку може да му даде 7,5 милиони денари. За една година, за 2 години, например, 2-годишна програма му се даваат 15 милиони денари. Добро. Со тие 15 милиони денари самата куќа може да располага. Да. Значи може да ги распредели онака како што мисли дека треба. Дали се доволно, тоа не навлегува. Добро. Мислам дека не се. Меѓутоа тоа е веќе друга тема. Но сметате дека за тоа дека внатрешно, значи самиот директор заедно со неговото советодавно тело кое што е уметнички совет, кое што зборува исто така за важноста од директор и уметнички директор, исто така не беше испочитувано, не е ни и тоа сега баш тема. Меѓутоа, тие одлучуваат внатрешно како ќе ги распределуваат средства. Значи, можеби тие ќе одлучат дека оваа година сака да направат 2 представи за голем, солиден буџет и тие 2 представи ќе бидат на вистина толку успешни, кои што ќе одат по меѓународни фестивали, кои дела можеби ќе бидат добијат сите награди и така натаму и така натаму. Можеби ќе одлучи дека не, сакам да правам 8 мали камерни представи од млади, надежни режисери со кои што ќе представаме една нова генерација. И така и така натаму. Значи, тој гради одредена визија за која што Министерството му одредува определена сума пари. По 2 години се прави ревизија на неговата работа. А вака е понижувачки, кога самите уметници, режисери, драматурзи и така натаму, тие аплицираат за одредени своји проекти. Замислете ги овие 3 члена во комисијата која што седи во Министерството за култура. Што таа добива?
што е тоа со кое што таа може да направи реална проценка кому, што, како, кога треба да даде и колку на вистина. Ние видовме една реакција на еден член на комисијата за театарска дейност. Оливер Митковски е тоа, кој се изема, односно има издвоено мислење, кој што зборува за тоа дека комисијата е само советодавно тело, дека советодавното тело го советува министерот да ги одобри овие, а не оние проекти. И слично меѓутоа министерот го има последниот збор. Но министерот што вели? Реагираше на Facebook профилот откако Заев најави дека дел од конкурсот ќе биде поништен, вели дека нема предрасуди, било какви, етнички, политички или религиозни, дека немало никакви политички притисоци и дека комисиите се всушност тие што одлучуваат. Не се согласувам, бројките покажуваат многу поинаку. Навистина треба внимателно да се погледне програмата. Да. Значи, бројките и буквите кажуваат се. Тоа му го напишав и на премиерот. Еве ќе ви дадам само еден пример, споредбен. Прилепскиот театар. Зашто таму аплицирав и затоа што таму два пати имам досега соработувано и имам навистина јасна слика за тоа како работи театарот во Прилеп. И низ годиниве има многу награди. Значи за тоа зборувам. Да. Прилепскиот театар е еден од најнаградуваните театри во последниве години во Македонија и надвор од Македонија, пошироко во балканскиот контекст. Да. Патува многу, има одлична продукција и речиси секоја втора година може да го проверите тој податок. Знам за последниве неколку, да речеме 8 години, секоја втора година ги добива апсолутно сите награди на нашиот највисок најголем државен фестивал. И тоа е најчесто исто така афирмирано надвор од Македонија и за таа представа која што добила, но и за други представи. Сега имаше актерски награди на два реномирани фестивали пошироко во балканскиот контекст. Значи, овој театар добива оваа година вкупно 2.700.000 денари за 4 проекти. Еден од тие проекти кој што добива најмногу е 1.000.000 денари, каде што режисер е Бранко Брезовец. Еминентен режисер, кој што доаѓа од странство. При тоа, морам да кажам, ја видовте инфраструктурата пред само неколку дена. Како изгледа Прилепскиот театар, во какви услови работа. Тоа значи дека нема своји работилници, ниту за сценографија, ниту за костим. Дека нема еден куп соработници кои што треба да ги ангажираат исто така хонорарно околу. Дека треба да биде сместен тој режисер, дека тој ќе дојде со собствена екипа и така натаму, да не зборувам. Значи, нему му се дава 1.000.000 денари за проектот кој што го добил и преостанати со 600 и 500.000, што е навредливо во старт за тоа што може да се направи со вакви ниски буџети. Од друга страна, во албанскиот театар само еден проект е 2.900.000 денари. Добро. Значи, повеќе од вкупниот буџет на Прилепскиот театар. Најниско проценетиот е 1.500.000 денари и постои една таква апсурдна нота дека додатно ќе биде познат проектот со кој што ќе се отвори, свечено ќе се отвори театарот, кој што, доколку постои ваква сума од 2.900.000 денари, предпоставуваме, ако е за свечено отворање на театарот, дека ќе претендира на многу повисок буџет. Има и обвинувања дека АДЕМИ всушност дава предност на албанските институции. Еве, вие го споменавте театарот. Значи, изовриената атмосфера за која говорев всушност се базира и на националистички, национални и етнички некакви обвинувања. Го обвинуваат него, тој пак вели дека нема никакви воопшто таков тип на предрасуди. И се сведува всушност на македонско-албански конфликт. Така изгледа. Се разбира дека не е толку едноставно. Еден од аспектите се разбира е и тој. Факт е дека се уште не успеа, дури ниту новата власт, да се ослободи од политизацијата на културата. Од назначувањето на поголемиот дел од раководните кадри во институциите, па се до мешањето понатаму во програмите, во давањето предност на овие или оние проекти, фаворизирањето и така натаму. Даваат предност, фаворизира заради тоа што е албански министер со
албанска националност. Знаете како, многу ми е страшно да зборувам за тоа, затоа што навистина... Но вие пишувате, го споменувате тоа и во писмото. Долги години се бавам, и ако сум една од оние кои што навистина слободно може да зборува на таа тема, се чувствувам дека сум тоа јас. Зошто? Затоа што повеќе од 15 години се бавам токму со таа тема. На меѓуетничките односи, на човековите права, на другите етнички групи, освен македонската во општество, за мултиетничко општество, за општество на меѓусебна толеранција и соживот и соработка и така натаму, но пак ќе речам, погледнете ги програмите. Тенденциозно е на места. Навистина е тенденциозно. Не помага ниту азбучен ред, не помага ниту... Погледнете ја издавачката дејност. Видете со што почнува. Тоа се пораки и тие пораки едноставно не ми се допаѓаат. Знаете што, во последниве 2 дена повторно слушам националистичка реторика, зборувам од македонци, етнички македонци, кои што многу одамна не размислувале така. Мислам дека навистина наместо да одиме кон некаков навистина граѓански концепт, ние повторно завлегуваме и заглавуваме во етничките ровови, но и во партиските, политичките ровови. Да, навистина е пошироко, не се работи само за таков проблем, туку се работи за тоа дека и кога ќе се ревидираат овие програми, знаете, јас сега вчера го слушнав ова и си мислев дали е тоа доволно што го изјави премиерот, што го изјавија и некои други луѓе, дека програмата ќе биде повлечена, дека и како што навистина не сакам некој да мисли, дека во моментот во кој што евентуално некој од нас ќе им бидат вратени или нема да им бидат вратени проектите, ќе замолчат и ќе се легнат на мрашно, ќе речат сега е се во ред. Мислам дека навистина треба да се оди до крај, од една страна и од друга страна ревизијата. Односно, кога ќе се направи штетата, потоа драмата станува многу поголема. Што значи тоа сега? Сега ќе им одземеме на овие другиве, за вие што гласно говоревте, да не речам џавкавте, да ви дадеме, да ви ги затнеме муцките, ќе ги оштетиме нив, па тие сега ќе се чувствуваат засегнати и така натаму, и зашто зборува за тоа, дека или сега ќе нема критериум, или дека пред тоа немало вистински критериум, за тоа и постапката не била онака како што сите би очекувале да биде, затоа што јасно е по сите реакции дека навистина се работи за паушално донесени одлуки, некаде тенденциозно донесени одлуки и слично. Мислам да не зборувам за во другите области за манифестации кои што ми се лично страшно драги, за кои што сум заснала, за кои што мислам дека е невозможно, дека е непаметно, дека за концертите на Владко Стефановски, Златно Славече, Синтези, има многу примери. Има или една од издавачките куќи кои што во последниве години најмногу се занимава со афирмација на македонската литература, како што е или да добие само едно издание. Тоа се веќе за мене не може да биде превид. Не може да биде превид. Може да биде превид за едно или две дела. Не може да биде превид ако се смитате дека е тенденција. Само едно, ако се одбере, Му се обраќате на Заев и кажувате, соопштувате на јавноста сушност дека се повлекувате од Советот за култура. Но тој Совет за култура е всушност кај министерот Адеми, министерот за култура, и велите, немате намера него воопшто да му соопштувате. Тоа е апсурдна една ситуација, морам да кажам. При тоа сакам да нагласам дека малку се мешаат работите што е Совет за култура, што е комисија за одлучување по проекти од театарска дејност, гледам по реакциите на социјалните мрежи. Значи Советот за култура е советодавно тело на министерот. Кое што го предлага министерот. Јас, откако со мене беше разговарано дали би сакала да прифатам такво нешто, каде што многу долго време размислував, дали сакам или не сакам, на крајот прифатив, до првиот состанок кој што беше одржан, веќе поминаа неколку 4 месеци, ако не се лажам. Тоа веќе не ми се допаѓаше, морам да кажам, меѓутоа отидов на прв состанок и тоа е последен состанок досега. Досега сте имале само еден. Само еден во Старо
новиот состав, да речеме, некои членови беа кои били и порано, некои членови беа нови, меѓу кои и јас, и навистина не ми се допаѓаше што практично нашава улога беше формална, тоа го разбравме преку тоа. Имаше еден обид за комуникација по мејлови, што беше апсурдно, затоа што таков совет не може да работи така. Не може да работи со по мејл ки испратам ова или она и слично. И не баравте средба со министерот. И толку беше и јас ова намера ја имам и го напишав тоа, нели, веќе подолго време, и жал ми е што се споија работите, но исто и се радувам затоа што време беше да се кажат, а мислам дека сега некако поспремни се сите и да ги чујат тие некои нешта и да ги видат како што треба и НАТО и навистина да пробаме нешто да средиме, да наредиме, како да кажам, во овој момент во кој што работите се отворени, видливи и каде што може да се разговара со факти и со бројки на крајот на криштата. Имавте, значи не имавте средби воопшто со министерот за култура? Една средба Советничка за култура има кај премиерот Заев. Сте имали ли со неа средба? Тоа е Цветанка Ласкова. Не. Не, до сега не. Не. Ако мислите на Советот за култура, во мојот досегашен, колку што беше краток мандат, не. Значи ова се формални некакви тела? До сега, јас веќе не гледав поента, како да ви кажам. Мислам, јасно е, посет дека тоа е, да не речам дека го доживеав моето членство во Советот за култура како параван. Дека такво нешто постои, но во основа тоа тело не работи. Функционира воопшто. И затоа реков на министерот очигледно не му треба со тоа. Тој си знае и сами. Ако се знае сами. Зошто му се обраќате на Заев? Тоа не е јасно. Кога има министер има министер за култура, зошто му ги натоварувате? И тоа е пракса веќе неколку децениска всушност во оваа земја, кога лидерот е се и свја всушност. Кога нему му се натолажуваат, како и на Груевски всушност, сите обврски, тогаш тој може да диригира со целото општество во сите сфери и области. Знаете како, мајка ми многу пати, кога си разговараме за овие прашања, ми споменува една висока политичка личност од времето на Југославија, која вели уште во далечните 70-ти години рече оваа земја ќе снема од лоши кадровски политики. Многу често се навраќам на таа реченица. Кој е тој бивши функционер? Не е врзан со нашава средина, директно со Македонија. И за мене во овој момент, како и изминативе многу години, да не речам од почетокот до самостојувањето на Македонија, таа реченица е аларм, црвено светло. И мислам дека постојано заглавуваме на таа тема, на лоши кадровски решенија. Затоа треба да се фокусот да се стави на министерот тогаш, а не зошто на премиерот. Тоа е прашањето. Седно, тој именува министерот за култура. Да, но тој именува, премиерот именува одредени функционери, министри, владата именува одредени функционери, директори, што би сакала и тоа потоа да ве прашам, дали се согласувате со таа практика, и всушност тоа е некаква пирамида на хиерархија. Лидерот не може се да одлучува и се да знае. Заради тоа постојат, се разбира, и други функционери. Но може да побара оставка од министерот за култура, доколку се разбира, може. Деградира на некаков начин работата на владата. Ја компрометира работата на владата и може да побара одговорност од него, затоа што кому му одговара министерот за култура, ако не на премиерот, и затоа што мојата релација на овие теми започна токму со сегашниот премиер на оваа држава, а кој што тогаш беше некој кој се надеваше дека можеби ќе стане
премиер. Заедно во шарената револуција не само беше борбата, но споменавте оставка, дека Заев треба да побара оставка. Барате вие од Адеми оставка? Се разбира дека да. Се разбира дека да. Со ваков скандал, јас ќе дадам оставка во истата секунда кога ќе се случи. Значи, не е договорен атак. Тоа е спонтано реагирање на стотици дејци во сите области на културата. Да. И тоа е навистина, и некој вели, знаете, и тоа сакам да го искоментирам, па беше исто и минатата година. Прво, страшно ми е тоа, ако ќе го слушнам, беше исто и минатата година, па добро, сега ако е исто и минатата година, ако исто е оваа година, сега да си молчиме сите и да се помириме дека секогаш е исто. Да. Прво. Не смее да биде исто, навистина, се разбира. кога некоја влада е нова и кога само што почнала да работи, некако секогаш си велите дека треба да дадете малку време. Нештата да се стабилизира, да се создаде некаков нов систем, да се реструктурира системски. Особено по режим каков што беше. Така натака, и потоа да побарате евентуално одговорност, ако тоа се повторува и не само што се повторува, туку се продлабочува, се наметнуваат нови и уште посериозни проблеми од проблемите што ги имало минатата година. Минатата година, добро се сеќавам, имаше огромен проблем на давање на секого помалку, што е исто така катастрофално. Па потоа ќе дојде некој па ќе ви рече зошто промената овдека ти трае 2 минути во темница на место 30 секунди, затоа што толков е буџетот на представата, многу е просто да го кажеме тоа. И така натака, и така натака. Да, споменав именување на функционери во сите области. Во случајов и директорите на културните институции ги именува владата и тоа е дел од проблемите, всушност во оваа држава. Навистина на некои места мислам дека се успеа, за да не биде дека сега го коментираме секаде изборот, на некои места изборот е навистина добар и е соодветен. Фелата е консултирана и ставени се на раководни места луѓе кои што се одлични за ова. Тоа е сепак прашање на повторно инцидентно решавање. А што ако не биде така? А што кога не е за сите институции така и така натаму? Таа политичка култура всушност, тоа го реков и онаму, на фелата мора да се вратат нештата, да се вратат во нејзините раце. А самата да одлучи кој е оној кој што ќе раководи со институцијата во која што луѓето секојдневно живеат, работат, функционираат и така натаму, и тоа да не бидат никако пак луѓе од надвор кои што немаат никаква врска со институцијата која што ја водат или за прв пат да се среќаваат со таква проблематика, нето го имаме што од министрите. Мислам, навистина треба да се запрашаме повторно кои се компетенциите, каде се ингеренциите, каде се компетенциите, кои се тимовите околу нив кои што ги советуваат. Какви се биографиите на тие луѓе. Но знаете, бесконечно е. Навистина е бесконечно затоа што ништо не се решава, само се продлабочува проблем. Бесконечно, например, многу зборува за тоа дека театарските институции мора да ги водат менаџери до кои што седат уметнички директори кои што се истакнати дејци од уметноста, а дека не може овие уметници да се занимаваат со организационо, менаџерско, продукциски прашања кои што се често врзани со финансии, кои што се често врзани со одговорност. Не се квалификувани, компетентни и не се квалификувани и ја трошат својата креативна енергија во нешто што не докрај го знаат и познаваат и затоа прават грешки заради кои што после тоа ќе се случуваат и штетите се евидентни. Ви благодарам, Зоја Бузалковска, што бевте гости.